Никогаш не се печали на туѓа несреќа. Изрека која во нашето мудро национално богатство се среќава често. Пред многу време прошетал некој наш предок покрај камените форми во Куклица и му се родила приказна. Збор по збор се створила цела легенда за скаменетата свадба. Бескрајно влюбената девојка од Горно Мало сватила дека е излажана од своето момче кој ветил дека ќе се ожени со неа. Тој ја избрал по богатата, од Долно Мало. На денот на нивната свадба избликнал неконтролираниот бес на оставената девојка и со сета силина на својата јарост ги проколнала младенците и свадбарите. Во истиот момент сите се скамениле. Останале така да сведочат дека на туѓа несреќа не се гради сопствената среќа. Понесена од приказната, шетајки покрај скаменетите форми, сватив зошто била раскажана. Па навистина, фигурите изгледаа како во еден момент да се скаменети на веселбата. Зетот и невестата гордо стојат насреде, заедно со деверот и деверицата. Во непосредна близина стојат кумовите и блиските роднини. Од сите страни се слеваат сватовите и од Горно и од Долно Мало. Помалите фигури подсетуваат на весели и разиграни дечиња, додека поголемите делуваат како љубопитни наблюдувачи на веселиот настан. Скаменета љубов, скаменет гнев или едноставно природата си прави по свое. Научниците пак велат дека камените фигури се природна појава и се создале пред милиони години. Долготрајната вертикална ерозија на вулканските карпи со различна тврдост создала кукли повисоки и од 10 метри. Во тек на овој долг период, природата од нив извајала впечатливи ремек дела и го предизвикала народниот раскажувач да создаде трајна приказна. И блиското, мало, раштркано село во областа Средорек Кратовско го добила името по нив – Куклица. Постојат повеќе од 100 геолошки форми и облици. Феноменот земјани пирамиди или камени кукли во светски рамки е ретка појава и за нивно создавање се потребни посебни услови. Во геолошкиот резерват Куклица најдени се и фосилни остатоци. Затоа ова наоѓалиште е заштитено како природна реткост. Поради постојаната ерозија, малата површина на наоѓалиштето, овие формации се посебно осетливи, па затоа со голема внимателност треба да се работи на нивна заштита. Воспротивно, за веселата свадба, за пијаните сватови или за куклиците ќе зборуваат само приказните.